Која следи опозицијата? Прашање на која одговор се уште нема. Од обвинителството не отвориле истрага по допрен глас. Ниту пак ги повикале потпредседателот на опозицијата Александар Николовски и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кои велат дека биле следени да дадат изјава во обвинителството. Од обвинителството само кусо одговараат дека ќе постапеле доколку биде поднесена кривична пријава со податоци кои даваат основи на сомнение за сторено конкретно кривично дело. Во неколку наврати, првите луѓе на ВМРО ДПМН предупредија дека телефонски, но и физички се следени. Николовски обвини дека тајните служби го следат и прислушуваат врвот на партијата. На овие парапортали кои што ги гледаме дека ние сме на дневна основа следени од службите во Македонија и од едната и од другата служба или од некоја параслужба, нема трето, која што е апсолутно или... и физички и телефонски. Врвот на ВМРО ДПМН во моментов е под обсервација физичка, ние, нашите семејства и исто така телефонски. Со се она што го гледаме во јавноста, апсолутно тоа се случува. Во интервју за неделникот Фокус, Мицковски наведе дека бил следен и отворено побара одговор, чија парапартиска структура го следи. Тој е убеден дека власта е исплашена, па тврди дека организирала негово следење. Само ќе споменам за кус период дека бев исто така предмет на хајка на организирани лажни вести кога се појави снимка од моето наводно вежбање од една друга теретана, па се појави фотографија од моето искачување на водно и ова најновото што го споменавте. Очигледно власта е исплашена, па мора да организира следење на лидерот на опозицијата. Но во исто време не е проблем да продолжат со градењето на државниот буџет и да не прават ништо во однос на економската криза. И секогаш кога сакаат да покријат некоја друга тема, се вртат кон лажење и тоа е слабост, а не нивна предност. Мицковски и во јули минатата година тврдеше дека бил следен, но од тогаш до сега надлежните, според информациите во јавноста, немаат превземено ништо во врска со тој случај.